опозицијата има своја обврска да го подржи народот кога му е тешко. Еве, ова е една циклична година во откупот и продажбата на тутунот, каде што цените се испод просечните цени, каде што се цени за една до две класи пониско, она што е втора класа се цени трета, тоа што е трета класа се цени четврта, а четврта класа е 55 денари. Понижувачки се цените за тутунарите. Само да подсетам, на 28 август оваа година, при пуштање на еден пат овде во Прилепскиот регион, премиерот вети дека просечната цена ќе биде 180 денари, а за подобриот тутун ќе биде дури и 200 денари. Денеска просечната цена е 120 денари, 125 денари, па до 130 денари. Најверојатно е изманипулиран народот и она што се случуваше пред почетокот на откупот. Беа одржани 2-3 средби со министрот за земјоделство и представници на владата, со представниците на откупните пунктови. Денеска гледаме што тоа било договорено. За жал да се понижи испод 6 нашиот македонски народ. 100.000 граѓани живеат од тутунот. Тие не можат производните трошоци да ги покријат, а не да ја преживеат цела година. Како ќе ги платат сметките? Еве, нова година доаѓа. Сакаме да испратиме недвосмислено јасна порака. Време е владата која доаѓаат вакви циклуси да помогне. Ние како опозиција сме овде, рамо до рамо со нив, да ги охрабриме, да помогнат во решавањето на овој горлив проблем. Постојат начини на помагање. Може државата да интервенира во откуп на 2 до 5 милиони килограми тутун. На тој начин ќе го релаксира комплетно пазарот. И оваа дисторзија која што се јавува пазарна, ќе може да ја избалансира, да се вратат на нормала и класите и цените. Или да директно со 30 денари пола субвенција дополнително помогне за колку толку да се надмине овој проблем. Овие денови по откупните пунктови насекаде или се враќат граѓаните од откупувачите, или им се кажува да донесат од послабите класи за да не го дигнат просекот, или се банални изговори во прашање влажење тутунот или слично. Влажна е годината колку лани што беше влажна. Тутунот е со еден степен поквалитетен од ланскиот. Количините, ако се зголемени, за 1 до 2 милиона килограми се зголемени. Што е тоа што се случува? Ова година треба помош директно од владата. Апелираме, без политики и без политички поени. Овде сме, видовме на терен. Треба да дојде и Груевски да се симне и да виде што се случува директно со проблемите на тутунарите. Ниту сакаме да протестираме, ниту да блокираме улици. Не дај Боже да дојде до тоа. Ова е нашиот народ и вреди и мора да му се помогне. Апелираме најдобронамерно да се помогне, да се седне, внимателно да се преземат чекори и да му се помогне на народот. Заради тоа што допрва количините на тутун ќе излезат на откупните пунктови. 20-25% до сега ова е откупено од немај каде граѓаните го носат, за да може да ги платат сметките и колку толку достоинствено да поминат новогодишни празници. Мора да се помогне, испраќам честна, искрена граѓанска порака. Премиерот Груевски и владата да му помогнат на нашиот народ.